Православните верници низ цела Македонија ги наполнија храмовите и се собраа да го одбележат еден од најголемите христијански празници, Успението на Пресвета Богородица. Со црковни литургии го започнаа утрото, палеа свеќи за здравје и берекет, но и за мир и напредок на сите луѓе. За граѓаните одбележувањето на еден од најважните празници во христијанството е традиција што се одржува со повеќе свечености и со народни собири и панагюри пред црквите. Овој празник е многу голем празник за мене и за целата наша, за целиот наш народ. Па многу голем празник, мислам, за сите нас. Голем празник за православството. Па верски празник, си го почитуваме Света Богородица. И си доаѓаме секоја година. Како да ви кажам, секогаш викаме Богородичка мајчичка, нели? Се поклонуваме пред Богородичка. Многу голем празник, Мајка Божија. Сите нас не чуваат. Заштитничка на Скопје. Да, прво. Прво. Као Богородица. Богородица. На градот. Денес со посебно внимание се празнува денот кога мајката на Исус Христос се вознесе на небото и го предаде својот дух во рацете на Спасителот. Според верата, мајката Христова, Богородица, е заштитничка на леунките и на жените и им помага при породувањето. Исто така и жените што немаат деца веруваат дека со милоста на Пресвета Богородица ќе добијат рожба поради што ги посетуваат нејзините цркви, изведуваат некои обичаи и се молат и принесуваат дарови. Поради големото значење на Пресвета Богородица за црковната историја, православните христијани се воздржуваат од мрсната храна 2 недели пред празникот. Како што налага традицијата, граѓаните фамилиарно се собираат на ручек и се веселат. Па дома, со фамилијата, со децата, со внуците, со керката, со синот, така еден ручек. Посетување на црква. Да, на црквата и така по комшилак си одиме на кафе и така. Па еве, излегуваме во црква, ќе дојдеме, па со другарките ќе прошетаме и така. Не работен ден, си доаѓаме тука, си едноставно да си запалиме свекичка, да се помолиме за здравие. Весело пуштиме телевизија, радио и музика и удри. И чекаме гости. Чекаме гости. Нека е честит на сите празникот, на сите верници, прво здравје, па после среќа и се што е убаво. И мир да има во државата. Државниот врв испрати честитки по повод верскиот празник. Председателката Силјановска Давкова, премиерот Мицковски им посака на граѓаните мир, хармонија, среќа и спокој.